Dраги мои пријатели и пријателки, уште еднаш добро вечер, добре дојдовте. Вторнички се надевам дека вторник се, ако мојот календар ми е во ред. Инаку знам да ги искашкам моите денови, не само деновите, туку месеците, па и календарот. Ако ќе ми текне дека е 2020, завчера умре Курт Кобейн, па ќе ти рече некој дечки 3 децении поминаа скоро од Курт Кобейн. И викаш... Океј, драги мои, 5 јули вчера беше жешка тема за вас, но ја не пуштив многу гледачи затоа што решив да бидам онака позитивен, па секој што ќе се јави да му дадам максимално простор. Затоа оние што вчера се јавија би ги замолил денеска нека одморат. Значи, дефинитивно изгледа дека ќе имаме избори на 5 јули, ако не е тоа потврдено, но се укажува на тоа дека на 5 јули ќе има избори. Сега, 5 јули повторно ќе биде темата, како и вчера, која ќе се појават телефоните, со тоа што би сакал да го надополниме со уште неколку мига. Дали ќе идете на годишен одмор? Каде ќе одите? Знаете кој најмногу ме интересира? Не, вие што редовно не одите никаде на одмор, секако дека не ме не интересира вашето мислење, бидејќи знам дека не одите на одмор. Ме интересира овие што редовно имаат или помали деца, или со белодробни синусни заболувања и што препорачано им е дури одење негде на солена вода, дали оваа година ќе пропуштат. Најчесто одат во Грција, 90% од македонците кои напуштаат земјава одат во Грција на одмор. Дали со новите правила не ги уплашија, бидејќи, еве, разговарам и со пријатели и со други, навистина немам представа, не сум направил ни анкета, но ме интересира вашето мислење, вие што идете за Грција, вие што идете во Грција, дали годинава ќе одите? Јас сум цврсто убеден, прво, дека нема влав, мислам, ебола да се појави, другариве мои власи што ги знам, до еден идат у Грчка, ако треба и по 15 дена карантинна граница да ги држат. Вика, брат, мене животот ми е да отидам таму. Не, без иронија го кажувам, луѓето навистина тоа си го чувствуваат така и окей, како вие размислувате, тоа е друга работа. Вие што идете обично на годишен одмор, ако не идете во соседна Грција, кај што 90% идеме, каде ќе одите? Дали ќе одите во Охрид, Дојран, Преспа и така натаму? Дали и тоа не ви е ризично? Значи, 5 јули, избори, одење на годишен одмор околу целава оваа приказна. Одиме малку да ги видиме најновите вести кои ни пристигнуваат. Морам да признам дека ситуацијата е драматична, тоа може да се погледне по големиот проток на информации и прегледи на Грид. Грид е страница, можеш да ја дадеш, компјутерот режија. Да, каде што се генерира, тоа е автоматско генерирање на најинтересните и најчитаните вести во Македонија. Значи не стои човек кој турка некоја вест, дали е од еден портал или од друг, едноставно она што е најмногу се истакнува во моментот, едноставно само по себе, таков е тоа се вика алгоритам, софтверот кој е направен во Германија, да најинтересните и највпечатливите вести се издигнуваат. Значи, на најреален начин, за разлика од другите генератори на вести, има уште неколку во Македонија, кои се апсолутно под контрола и во служба на партиите, како што е тај МК, каде што се знае која вест може да стигне на насловна страна, а која не може да стигне. Иако црепот многу се занесува и на Твитер, да, слободно може да ме ич не го вртам. Се знаеме ние многу одамна. Уште кога почна да јаде трици за поповите, дали им смрдела мантијата. Ѓубре од човек и whatever. I don't give a fuck. Да видиме. Во 5 европски градови започнуваат тестирања на самовозечки автобуси. На страна, значи да побегнеме малку од нашиве партиско корона теми,
малку да видиме што се случува во европскиве градови. Значи, по 1,5 година планирање проектот за роботизација на движењето на градските автобуси Fabulous е подготвен за тестирање во реални услови. Најдобрите модели на бесплатни микробуси ќе станат дел од јавниот превоз во 5 европски градови. Проектот Fabulous Future Automated Bus Urban Level Operations System Fabulous. Значи, акронимот Fabulous се скратенка од Future Automated Bus Urban Level Operation System, е активен од 2018 година преку финансиска поддршка на Европската Унија. Транспорт интегриран во градската инфраструктура, минатиот месец тестовите на овој тип возила се спроведени во Хелсинки, Финска, а од овој месец тестирање ќе започне во Гештад, Новецка и Талин, Естонија. Нешто подоцна и во Ламија, Грција и Хелмонд, Холандија. Да, прекрасно ќе биде, мали минибуси кои нон-стоп ќе возат, се додека има батерија, нели? После иде на чаржење, па продолжува. А од друга страна, вакво нешто ја не препорачувам Македонија. Мислам дека во Скопје и одредени делови на Скопје можеби најлошите по табиет возачи можеме да ги сретнеме. Ако идете на запад, тоа се прилично брзи, малце лудуваат, но некако и можеш да се разбереш со нив. А ако тргнеш на кај аеродром, Лисиче, Ново Лисиче, на кај Драчево, на исток од градов, ја мислам дека поагресивни, побезобразни, повулгарни шофери не сум сретнал во историјата. Некогаш, например, кога возев низ Југославија со автомобил, најмногу внимавав кога ќе видам некој камион со велешка регистрација. Сега, како идам, со велешка регистрација, како да они го изградиле автопатот. И едноставно бев научен така, ќе застанам, пауза, да се оддалечи од мене 100 километри, затоа што крајно неодговорно. Зборам за едно време. Може некој ќе се согласи, може некој не, но и сега тоа не значи дека се од Велес, тоа се, нели, овие од места на тие. Не, да не навлегуваме тоа. Значи, Скопје има голем сообраќаен проблем, но има од лоши таксисти и уште полоши шофери. Тука нема никаква двојба. Она што е нормално што вози, најмалку учествува во сообраќајниот калабалак и тоа е просто ужас. Таква агресија, таква вулгар, зборам буквална агресија, зборам насилие. И како гравитираш спрема центар, спрема Карпош, пак некако се нормализира и некои други населби, но како фаќаш на кај Лисиче, на кај Газибаба, на кај исток од градов, тоа е страшно. Па верувајте, некогаш мислев дека токму западните населби, Сарај, Кондово, најбесно се вози. Види, таму која бесно се вози еднаш месечно и то калашникови говоре и толку ќе биде тоа. Ова е, зборам, секојдневна агресија од ординарни луѓе. Најверојатно се работи за алкохол и многу фрустрација. Не знам што друго би кажал. Вакво ниво на некултура, не знам. Не ви се допаѓа, навреден е некој. Не ми е гаеле да ви ги објавам снимките што ги имам на мојата видеокамера, бидејќи законот не ми дозволува да имам на мојата во мојот автомобил. Знаете дека е забрането. Сегде во свет можете да ставите видеокамера и ако ви се случи некоја несреќа, ви се джитне некој, нели се преправаат, демек сте го прегазиле за да земете и така натаму. Дали е Русија, Источна или Западна Европа, сите можете. Во Македонија не смеете да ставите камера. Зошто не смеете да ставите камери? Зошто камерите не функционираат на... Ете, имаме камери скоро на сите главни раскрстници во градов. Така? Ја намерно имам направено прекршок да видам дали ќе ми стигне некаква казна. Не. Зошто не? Оти не функционираат. Но зошто факинг не функционираат? Затоа што знаат дека најголемите прекршоци, најголемите бели се токму нивните кои го злоупотребуваат тој систем, а не нормалниот шофер, нормалниот граѓанин кој тоа се тие нормални што почитуваат полициски час, што почитуваат правила, што имаат барем минимален бон тон.
оние другите се обично, тие се менуваат, нели? Како кој дојде на власта, така ароганцијата станува голема. Ако едната партија е на власт, тогаш овие се беснеат, ако другата, тогаш другите беснеат. И тоа е примитивизмот овде во Македонија. Ве навредив, good! Знаеш, имам веќе превише години за да ви се припотресувам. Ја веќе имам 6 банки и газам во 7 деценија. И стварно до овде сте ми дојдени пришипјенковци едни, полуприучени моронштина, кои изгледале 2 видеа на YouTube и филозофираат дека знаат за животот, за политика. Книга немате прочитана, проста масо. Па да, ќе бидам арогантен затоа што сум прочитал 2 книги поише од вас. Ете, 2 книги да прочитате, бе, ќе ве продухови на едно повисоко ниво. Уште кој ќе извадите тоа крстоите, вие христијани сте, ма немој молим те. Јас сум ја читал Библијата. Нешто не си ја читал. Христијанин и најпосветен му треба цел живот напор за да ја прочита Библија, да ја прочита. А за да ја разбере, мора да ги чита делата на светите отци, за да му се истумачи што он тоа прочитал. Вие не можете да верувате, затоа што вие мислите дека вашата продуховеност е право пропорционално со килограмите на никел и железо и калај во крстот што го носите, како и во абартираните мотори на вашите голфови со кои се джилитите, бидејќи, нели, многу алкохол во јетра, мал пенис и слаба ерекција, па мора со нешто да се покажеш, нели? И на крај ќе опијаниш неа, ќе врзеш 2 шамари, да оне мисли кој знае што и се десило. И после жениве се чудиме, не знаеле да паркираат, па цел живот ги лжеме дека ова е 20 сантима и после она се учукува. 20 сантима имаш. Права да, не се. Што научив за мојот народ? Се најлошо во изминатиот период. Ке рече некој, македонскиот народ е не сте златни. За никаде сте. Почнувајќи од себе. Ја македонскиот народ го перцепирам тоа што се гледам себе са бајле во огледало. И кој ќе видам во огледало, магаре со ушите нагоре, со опашот надоле. Тоа сум. Зошто? Оти ви верував на такви како вас. Кога дојде во момент кој што пиштевте 20 години како ја терам емисијата, ве снема. Чутите ко пусиња. Исто ко овие идиотиве, знаете ли дека последниве месец дена ме гаѓаат со писма. Јалта ќе се одржи во Белград. Јуни месец, сега во јуни месец, Јалта, Џинпинг, кинескиот председател, Путин и Трамп во Белград, сега во јуни. Ама само што не било, готово све е договорено. И вчера паламудев за тоа, пак ништо. Да, ќе има самит на Г7. Самитот ќе се одржи од 10 до 12 јуни во Кемп Дејвид во Соединетите Американски држави или можеби на имотот на Доналд Трамп, зависно од тоа. Каде што ќе бидат најмоćните од Јапонија, ќе бидат од Франција, ќе бидат од Канада, Русија, Индија, нема од Кина да биде представникот. Нема да биде. Значи, како не ви е срам да лажете, бе? Абе, магариња, токо комшиката моја, викам, кај ти оградата? Хај па да разберам жена 80 години, па лаже, може би, знаеш, деменција со годините, ово, он. Абе, како не ви е срам, бе, да лажете, бе? Ми испраќате. Викам, стварно бе ова, ја па уште будала се. Викам, абе, стварно ова самитов ке се знам дека е лага, бе, брат. Абе, знам дека е лага. Значи, месец дена ми праќа секојдневно готово самитот Јалта, нова Јалта во Белград, овие тројца, и ќе се прогласал светски, абе, болни умови, човече, да ми, не знам, правите ракија од марихуана ли, бе, или ставате од оние печурки од Алиса. Што ставате ЛСД, бе? На што се дрогирате, бе? Ретарди едни. Ај сега тоа, и сега што ќе се случало? И викам, и што ќе се случи? Во Белград ќе се прогласал светски мир, ќе се престанале сите војни и ќе ја поделеле планетата помеѓу Америка, Русија и Кина. Готово, све било. Тоа, века. Стварно, да. Нормално дека
ja vakov nikakov košo sum, imam kontakti со своји колеги и му викам да ми чуваш место, доаѓам у Белград, у B92, да ми чуваш место, доаѓам, акредитација, молим те за ова. А вика, па не, тоа вика не знаеме ние никој, тоа е толку тајно да никој не знае овде. Викам, има ли безбедносни нешто подготовки? А викам, за секој случај ја будала да се направам. Вика, како не? Вика, има, ама ние појма немаме за тоа. Ниједен новинар не знае. Вика, не се секира, вика, Јанко, и ние го читаме тоа. Вика, имаме контакти со влада, имаме контакти со државна безбедност, имаме контакти со контраразузнавање. И никој од нив не знаат за ова, али, вика, пеземеци од Македонија, од Србија, од Босна, они знаат дека ќе се одржи ова, само ние не знаеме. Новинари, безбедњаци, МВР, контраобавештајни, сите меѓу себе се сретнуеме, што се вика, она daily basis. Не, тоа нема. Епа, дечки, дали разбирате дека тоа што лажете, никого не залажувате освен себе. А кога ќе се излажете и кога ќе прелажете и себе си, што немате доблест да кажете извини, погрешив. Извини, паднав не. Да, мислам, како да ти кажам? Дали сте чуле за Лајан? Добро, се зезнав. Океј, признавам. Али нема да идам никого да убедувам вака треба или онака треба, да својата глупа. Не, кај нас, знаеш како е? Сакате да ви го кажам вицот? Комшијата доаѓа, купил е стан. Еден на друг. И му доаѓа новој под него, добар ден, комшија, добар ден. Јас само што се вселив. О, многу фино, многу фино. Каже ми, вика, исти се становиве над мените? Потполно исти. Вика, сакам да ставам паркет. Да ми кажеш колку паркет да земам? 130 квадрата. Сигурен си да не е многу? Не. Јас ставив 130 квадрата, вика. Ти вер, 95 квадрата ми е ова, вика, искај 130. Не бе, вика, точно 130, вика, кој ќе го редиш и цик-цак, вика, 130 квадрата, вика, ќе потрошиш овакво. Добро, фала комшија многу, нема на што. Купуе овој Абдалов 130 квадрата, реди, му останува 35 квадрата фира. Море премеруе мајсторе, не бе, вика, толку е, вика, 95 квадрата, покривме цел стан. И му иде на тој доле, комши, да бе, абе, вика, не ли ми рече 130 квадрата? 130 квадрата. Па вика, јас ставив, вика, 95 квадрата, вика, 35 квадрата ми останаа фира. Интересантно, и мене исто. Кога ќе отидеме на некоја, кога ќе купиме некоја кола, што правиме ние? Купи овако, леле, многу е добра кола, ја имам таква. И ти ја купуј, не, викам да нема проблем, не, ништо. После месец дена, отишла водна пумпа, отишла раделицата, отишла ламелата, ово, оне, и викаш, дебе, абе, вика, и мене исто, вика, тоа е сега нормално. Човек има тенденција, ако македонецот, да ми простите на зае, пип, ако сам се зезне, нема он да каже, дечки, не купувајте ова, јас се зезнав. Не, напротив, на сите ќе ги убедува у истото, види, и после ќе ви, не бе, па добро, сега тоа нормално, шо ти е тебе. И тоа од секога. Или третата работа, ние сме создадени за лажење. Тоа е, пази, тоа е генетска ментална болест. Ние, например, доаѓа американецот, вика, и му прави интервју, знаеш, анкета. Вие со кого сте? Со американците сме. Доаѓа русин. Кој си ти? Русин. Со кого сте? Со американци или за Русија? За кого сте определени вака? Истиот тој што вчера кажал за Русија, денеска вика, за Русија сме, нема проблем. Му доаѓа од Европска унија, ние сме од Брисел, за кого се определува? Европска унија. Некои викаат, тоа е генот на преживување, затоа што македонецот не се борел. Имаме неколку души низ историјата кои се борели и со нив се буфтаме. Ние 5 века сме биле, 2 востанија дали се дигнати. Но преживувал на тој начин што за турчинот бил турчин, за гркот бил грк, за бугаринот бугарин, за овој, за оној, за и така натаму. Или како што еден голем македонец ми рече,
Македонците ние да бевме саглам народ, ќе имавме држава уште 11 век, како што британците ја создадоа, ние ќе имавме со Самуила. Немаме држава. Немаме до ден денеска држава. Затоа што ние не сме спремни да гинеме за оваа држава. Затоа што ние сме спремни за ситна корист. Чекај сега да преживееме, да едно цигарче на заем и така натаму и така натаму. Секоја чест на оние што одскокна од овие архетипи и стереотипи. Ние бевме... Ќе ја спомнуете Југославија. Знаете ли што бевме ние у Југославија? Ние сме мајтап и заебанција. Ние бевме од секогаш синоним за нешто приглупо. Фино, македонец, македонец. Сите така не гледа. Тоа што сте седнале на маста, сте се запиле, па сте се осетиле нешто затоа што не сте можеле со никој друг, тоа е друг проблем. Ние сме биле одувек за мајтап. Или македонецот по сит... Погледнете ги сите филмови од Јана. Како е прикажан македонецот? Кој е типичен македонец? Петре Прличко и Дади Ангеловски. И синко, мало куќе ово трајче. И така натаму. Ја не памтам македонецот да бил представен нешто како храбар, здрав, прав. Барем како Гоце Делчев. Не, човече. Ама, ние упорно се трудиме да докажеме дека сме биле такви. И сега ни го земале Аце Македонски. Па Аце Македонски бил згоден, убав, бил храбар, бил мадафака. Па, еве, јас се согласувам дека бил македонец. Ама еден да видам ваков, таков, еден да видам. Сега тоа, ако викам еден, ја викам на 1000. Ама толку ќе ги најдеш 150, кој у безбедносни сили, кој некој е набилдано типче, кој некој е храбро, чат, пат. И тој, која ќе никнел, тој не страдал од други, не страдал од Грци, од Србија, од бугарци, од албанци, страдал затоа што ние сме го тастеришеле. Гоце Делчев го утепаа турците. Да, откако ние го исцинкаривме. Кој го исцинкари, бе? Кој го исцинкари? Ама ние се кренавме Илинденско востание, Крушево. Да, ама тоа, знаеш, не требаше да биде Крушевско востание. Тоа требаше да биде се македонско востание. Во сите градови во Македонија. Кај беа Скопјани? Кај беа другите градови? Никој не се крена. Ќутеа сите ко пусиња. Зошто Гоце Делчев беше против Илинденското? Затоа што вика, малку ли викаш, ја не сум сретнал народ. Гоце Делчев, што толку се крстите у него, највише ви. Вика, не сум сретнал по-проклет, по-предавнички народ од својот. Да не ја вадам цитатот. И сега, зашто се буните дека имаме лоша власт? Што сте направиле вие за да имате подобра власт? Јанко, ние излеговме на протести. Другар, секој може да излезе на протест. Земја се прави не само со протест. Земја се прави со ум, со образование, со храброст, со прогресивност, со да одбиеш партиска послушност, да одбиеш врски. Како бе, кој ќе се буни, бе? Па 90% сте вработени преку партија. 90% имате нешто смувано, па ќути овие што се на власт да не ме рчнат, или да дојдат моите па да си завршам работи. Најсветол пример ви беше овдека во мојава емисија. Ми вика, вака, Јанко, јас да ти кажам, ВМРО ДПМН пред 3 години кога дојдов овде, уште беше тазе, негдека некои си 6 месеци, 7-8, откако ВМРО ја изгуби власта и ја доби СДСМ, не е важно на каков начин. Било неправедно ово на дрн јариња. Ако било неправедно, што не спроведовте правда? Не можевте? Онда ќути и пикни се у дупка. Барем тие 100 партизани пробаа нешто да направат. Ти ништо не си направил. И векам, и зошто ВМРО заслужи да овако? Затоа што ја 15 години сум во ВМРО, ВМРО не ми даде работа. Викам, чекај, ја не разбирам. Работа си наоѓаш ти. Си идеш биро за вработување. Не, вика. Јас сум, вика, и чекам работа да ми даде. Затоа ќе ги гласате ВМРО?
Затоа ги гласавте СДС. Дечки, власт има народ онаква каква што заслужува. Многу ми рекле, Јанко, зашо немаш критика за СДСМ? Па не стигна. Ја, чекај сега, вака, ги гледам филмои, не знаеш, она инвазија на земја, која ќе дојдат со летачки чини и со ласерите. Ние ја земавме планетата Земја и ние ве окупиравме. Има да не слушате или ќе ве сечеме со ласер. И тука стварно немаш избор. Ја не видов такво нешто, ама било со лаги. Каде? Кај ми докажеш? На Фейсбук? Има ли некаков правен, некаков меѓународен процес кој покажува еклатантно кршење на законот, уставот, дека имало државен удар и така натаму. Постојат милион начини. Дали е поднесена тужба? Дали не, ма кој ќе поднесе бе тужба? Како ќе поднесе тужба? Вика, ја да поднесам тужба, бе, чекај. Перо братучет ми го примија на работа таму државна преку овој бившиот што беше министер. Дај да не ми го вадат на нос, затоа што сега треба снаата да ја бутнам со оваа власт. Ај, ке си ќутам. Дечки, нашето срање почна откако почнавте со кесичка кафе да идете на шалтер. Ако може документот. Како не? Дојди утре. Еве документот. Еве и бомбонерка. Дечки, не е тоа благодарност. Тоа е мито. Нели? Зборите за Финска, зборите за Шведска, зборите за совршени системи. Таму не помислува тој да му даде кафе за да му заврши работа. Ама вика, ако не добијам, не му дам кафе, нема да ми заврши работа. Не е точно. Ако сите не даваме кафења, он мора да ја заврши таа работа, затоа што е платен. Туку, ќе го протежира тој, која вика, чекај бе, ја ебам 100 души по 100 грама кафе, thank you very much, 10 кила кафе. У локалниот маркет, опа, дори има овци, ќе има и джемпери. Стрижи, стрижи. И нормално, кога ќе отворам тема 5 јули, што мислите вие? Вие нема да ми зборите за овој или за оној, за Боки бе. Никој од вас не писна за Боки. Вака се тресете за Катица Јанева за лоповлукот неизин. Никој не смее да писне. Ама затоа сега да ги отворам телефон. Јанко, ти кажа за Југославија, кажа то, не... Затоа што знаеш дека од мене не можеш да имаш последици и тогаш половите органи растат. Вако, питонот ми, му искача кај комшијата. Видиш што сум ја гоја. Слушај бе ти, мочко една, ја ќе ти кажам, ништо не се разбираш ти. И така натаму. Епа, многу ми е мило ако имате храброст да се соочите со мен. Имаш ли храброст да се соочиш тој што си го изгласал на последните избори? Да? Не? Си бил некојаш у парламент? Знаете ли дека имате право да се сретнете со делегираниот пратеник кој е во парламентот? Појма немате. Зошто? Ковци. СДСМ. ВМРО. Појма немаш кого се. А таму имаш на листа, има еден ПЗМ кој од 90 години е у парламент уште. Мочкото нема еден работен ден. Не знаеш што е плата, бе. Да се тресеш на плата. Ја овдека на 60 години у Гзов овдека натепан со хемороиди, овдека се тресам секоја вечер по 2 сати, додека моје колеги се сите у безбедносни карантински зони, ја морам да се тресам на секоја плата да ја заработам. Он не знае за такво нешто, не му се случило. Затоа што го имаме Пелинце, го имаме за Македонија. И уште лајкови, 150.000 лајкови. Убо им кажа. Дечки, абе заслужувате уште полош. Дали сваќате дека предобро живееме спрема тоа какви сме? И сега морам да кажам чест на исклучоците, ама кој ќе кажеш чест на исклучоците, тие 90% на кои им зборам, они се вика, па да, јас сум исклучокот, фино збори Јанко. Тие се такви, ама ја таков не сум. Епа сте. Да не зинам што им направивте на децата.
Прочитајте ја мојата колумна Ден на жалост. Овде ми стои да не зинам, да не изедам. Дај бе, земи ја камерата и да отидем у веце шолјата и вака да ги јадам со две руки, уживо, фецесите, вака да ги изедам и да завршам кариера. Мрш бре, стоко, селјачка бе. Не ни се криви ни ВМРО, ни СД. Па американците бија. Па ова било, па кој ќе ги слушнам дебилине? Ова било завера на Европа, на Америка, на Русија против Македонија. Джени, да беа сите тие стварно завери, до сега знаеш што ќе беше од нас? Ни М, немаше ни она ногарката од М-то да остане. Кој едва и чекаме. Кој? Сега? Сега да ни дадат. Колку имаме бугарски пасоши? 100-200 илјади имаме? Имаме. Така. Ке имаат они проблем утре Македонија да есте? Ке им биде, не знам, ајде, втора генерација ке отиде. За Грчка? Има влав што ке има проблем да се пише Грк како ова исчезне као Македонија? Нема никаков проблем. Албанци со Албанија, Срби со Србија, овие полумакедонци, колку ќе останат? 10.000? Нека. Како индијанските гета. Вака, стаите ги таму на Галичник, еве ги македонците. Вие што правите, еве тепаме кисело млеко, Македонија до Индија. Да ви кажа, мош не убо. Сакаш да пробаш мојке? Еве ти. Не од киселото. Ке ти направиме мошченица, пошто е многу јако ова за тебе. Тури му вода перо. Ајде, еве ти и комат. На, доста ти, ајде. Ефтини сме, бе. Лесно не купуваат. Власта ние ја бирам. Знај, власта е огледало. Брат, ти смета власта? Ти гледај што, кој ќе станеш са бајле, што гледаш у огледало? Јас знам што викате ја. Лепотан, бре. Абе, како можеше мајка ваков тиквар, ваков пеземек да роди, бе, ем паметен, ем убав, ем 2 кила ракија може у еден ден да испие. Тоа сум способен. Ме вика еден пријател, струмичко, пред многу децени. И шетаме, Македонија уште самостојна, 90-ти години. Грк еден отвара текстилна фабрика тој крај. Не може работници да најде. Машините му се полупразни. И го прашуваме, колку е? Вика, минимална плата. Толку е, вика. Оти ја, вика, нарачувам парче, толку и толку е платата. Молим лепо. Да, ниски плати. И сега идеме со кола, не носи човекот, вика, ама не зборете вие, и доаѓаме пред едно гранапче, ни у Струмица, ни у село, негде на полупутељак, седнати 10-15 овакво, мужи, говеда. А не е важно дали е Струмица, Велес, Гостивар нека е, не е важно, Скопје. И со пивото. Што правите? Работа? Нема работа. А би работеле? Да, како не е работа? А вика, па, еве фабрикава, вика, човеков отвори фабрика, вика, нема работници, вика, бара, малку обука, буката плюс се плаќа. Вика, да, фино, ама мала е платата. Вика, не ти идам да ти работам за таа плата. Па како не идеш? Се пази, пред 2 децени, 7-8 9 со надминување норма до 12-13 илјади. А вика, јас за тие пари не ти седам. Како живе? Па вика, социјална помош, 3-4 илјадарки, по цел ден си цица пиво, ке се најде уште нешто, еден ден, два, си уживам, баш ми е гајр. Он го збори тоа, а овие 10 говеда, им се љутите на црнците, овие што кршеле у Америка, биле не работи, па исти сте, на социјална помош, да не се работи. А ваму, кој ќе ги пофалите јапонците, леле Јапонија, погледни за 2 дена го направи автопатот. Кај нас оваа клучкава, кај мостот Близнак, кај помеѓу аеродром и Ново Лисиче. 6 месеци ја правеа, ако не и повеќе. Така? Раскрсница 6 месеци, ама имало одоздола протнувале нешто за гасо. Ласери да беа, да беше
Hedron Collider da беше, ќе го направеа побрзо. Не бе, зашто? Баш му е гај. Зашто бе да брзо? Се побуни биле некој. Не бе, кого веда вртеа по 2 км. Чути, добро, така треба сега. Знаеш како е. Види, ова е народ што има единствен. Народ што има имиња како Мирко, Мирка, Трајко, Трпе. Тоа е, брате, тоа е огледал. И у огледал ќе се погледнеш, што си ти поразличен од Груевски, од Црвенковски, од Заев, од Мицко. Ти стварно мислиш дека си бољи од нив? Бог да чува и да брани. Кои се добри? Па не знам ја кои се добри. Знам дека у Франција, ако на францускиот селјак му ја крене цената на нафтата за трактор за 1 цент, знам, само имам една сцена кога ја видов, штајско гнојево, лајна од коњи и од крави, им ја устурија у општина вака, 3 камиона, и ја затрупаа цела општина. Жолтите елеци, вака, така. Грците, да ви кажам дека се боле народ од нас. Па, ја у Солун не памтам да сум влегол со децении. Зошто? Нон-стоп има штрајкови, нон-стоп се бунат. Па како нема да им е добро? Ама не е само во штрајковите, ние само штрајковите ги гледам. Значи, има и институционална, има интелектуална, има партиска борба, има избори, кои скачаат на избори, за збор те фаќа, за јајца те држи, има да му го исполни што. Ние, бе, кој се јавил на својот пратеник што го гласал? Кој се јавил? Вие не знаете ни за кого гласате. Имаш листа за 30 говеда, појма нема за кого си гласал. Важно си прочита и сликаш, нормално, после кој ќе отиде, и дај ми реала да гледа за кого се сликало, како? Како човек да стане самостоен? Знаеш кој е самостоен? Селанецот што има парче нива, што си има една коза, што си има крава, тој не зависи од ниједна партија. Тој никој не може да му го влоши или загорчи или подобри животот. Но он знае дека животот од неговите 2 раце му зависи. Крај на муаве. Ние, што е идеалот кај вас да најдете работа? Ај кажете ми, кај ви е идеалот да работите? Во јавна администрација. Така ли е? Така е. Тако е. Повикаше селјаци, скидоше гаче и изљубише се. Дечки, власта ни е огледало какви сме ние. Затоа што странците знаат со кого си имаат работа и какви сме ние, затоа и не третираат без многу респект. Не, си извинувам. Не третираат со повеќе респект од што заслужуваме. Ние многу леп треба да јадеме, да се издигнеме достоинствено, прво како личности сами, а после и како етникум, и како општество. И тоа нема да зависи дали си македонец, албанец, ром или било кој. Засега примитивизмот нас не држи у племенски заедници. И Јапонија, кој ќе речете, гине за работа. Види колку е убаво во Јапонија. Па у Јапонија, бре, не се, значи, нешто не смее да си отиде после 8 сати работа. Вулгарно му е, безобразно е, нема никаква последица. Но ако шефот е посветен, а обично за шеф ги ставаат оние фанатици кои најмногу се вложуваат во фирмата. Значи, срамота му е да си отиде дома пред шефот да заврши со работа. И знаете што прават доблесните раководители? Значи, која ќе дојде, вика 16 часот, искача веднаш од зградата, за после него искачаат вработените. А он додека пие чај во соседната чајджилница со темни наочари, кој ќе види дека и последниот излего, се враќа назад, за да не остануваат луѓето, за да си имаат собствен живот. Но има таму уште една работа. И таму има државна работа. Например, железници. Ако 30-40 години си поминал во железница, кај нас како викаме? Тој со врски синот си го вработил на хирургија. Дечки, вака да ви кажам, Јапонија и железници. Кога ќе се пензионира човекот на железница, најобичен железничар, машиновоđа, што и да е. Прво му викаат,
твоето работно место, дали сакаш на син ти да го дадеме или на некој твој наследник. Ако не сака, во ред. Ако сака, може да го добие веднаш. Ако е мал и треба да се студира, ќе има привремена замена и ќе се чека додека ја заврши работата, учењето, детето, и после, ако само одлучи, дали ќе ја наследи работата на татко. Се ќе речеш, како тоа? Државна работа да наследуваш како да е приватна. Што тоа предизвикува? Ние кога ќе отидеме државна работа, што правиме? Крадеме сапун, крадеме тоалетна хартија, башнија гајле, прдиме, ждригаме, јадеме у канцеларија, лук, сланина и ова, укорнуваме све, пушиме цигари, се криеме, ги даваме картиците секој, кој помалце, како беше она? Никој не може толку малку да ме плати колку што ја малку можам да сработам. И што се случува? Во Јапонија, таткото, или тој што работи на железници, свесен дека железниците, државата, ќе му го чува местото за неговиот син, дека неговиот син нема да остане на улица, туку ќе има гарантирано работно место, неговото. Знаеш ли што значи за мене, еве да знам дека син ми ќе го наследи ова работно место. Ќе доаѓам секој ден, ќе се трудам да правам интересна емисија, ќе бришам, ќе го чувам, ќе го правам максимално, ќе го држам рейтингот и негде на 70 години или на 65 кога ќе се повлечам, ќе оставам емисијата на син ми. И нема да го ништо. Но да беше ова МРТВ и да беше некој друг на моје место, баш моје гаја. Баш ми е гаја, столицава се расклатила. Значи, таткото цел живот ќе се однесува спрема фирмата, спрема компанијата, спрема железницата, спрема работното место, како да он го создал, затоа што ќе го наследи некој негов близок. И така, луѓето се потикнати да се грижат за државното добро. Не е тоа заради парите. Количината на парите што имаат јапонците и ние е иста спрема цената на лебот, струјата, водата, станот и така натаму. Со таа разлика што 65 квадрата стан може само директорот на Сони да има, а кај нас секој подпросечен има 65 квадрата, па уште се буниме, немаме услови. Малку ќе треба да созрееме. Не, готово е со оваа генерација. Готови сте вие. Вие може само да си правиме муабет, може да се расправате со мене. Јанко ти кажа, беше управо, не беше управо. Знаеш како? Слободно расправите, ќе си ставам слушалки, зборете што сакате. Стварно не морам да ве слушам, како што и вие не морате да ме слушате. Ама ми е пукнат филмот затоа што знам дека овој булшит во кој живееме почнал прво од мене. И затоа што признавам дека сум можел повеќе, дека сум можел подобро, дека сум можел многу подобро и повеќе да направам и за себе, и за општеството, и за државата, и за Македонија, истото ми ги отвора очите дека и вие не сте биле ништо подобри. Така што си го задржувам собственото право на собствено мислење и се оградувам од сите ваши коментари. 5 јули имате избори, правите што ќе правите. А ја идам сега, земе камерата бе, идем у ВЦ, шо е, ајде, да се дојадеме. Ајде, кркај, бутај.